Периодниот систем е систем во кој се подредени елементите според нивниот атомски број, електронската конфигурација и хемиските својства. Пред да постои било каква табела на елементите, научниците љубопитно ги наблюдувале шемите меѓу познатите елементи. Со текот на годините, како што биле откривани се повеќе елементи, биле наблюдувани сличностите во начинот на кој елементите реагираат со различни нешта. Например, некои гасови се целосно нереактивни, тоест не реагираат со ништо. Додека некои метали бурно реагираат со вода. Ваквите својства овозможуваат елементите да се групираат заедно. Во 1800 година се знаело многу малку за елементите. Протоните, неутроните и електроните тогаш не постоеле ниту како идеја. Единствен логичен начин за подредување на елементите било според нивната атомска маса. Во 1817 година била предложена една од првите шеми со дотогаш познатите елементи. Јохан Волфганг Деберайнер забележал дека може да образува групи од по 3 елементи кои покажуваат слични својства. Овие групи ги нарекол тријади. Пример за една од овие тријади е тријадата литиум, натриум и калиум. Кога тријадите биле подредени според атомската маса, средниот елемент секогаш имал маса што одговарала на средната вредност, или била близу до средната вредност на масите на другите два елементи во тријадата. 50 години подоцна се појавиле октавите на Њуленд. Њуленд забележал дека кога елементите се наредени според нивната атомска маса, секој осми елемент имал слични својства. Поради тоа, тој ги наредил некои од познатите елементи во редици од 7 елементи. Меѓутоа, неговата шема се користела само за првите два реда. Не можела да се примени за третиот ред, кај преодните метали како железо, бакар и цинк. Тоа бил голем недостаток на неговата теорија. Теоријата на Њулен била предмет на подсмев, но тој всушност бил блиску до вистината. Проблемот е што не оставил празни места за елементите кои се уште не биле откриени. Всушност, ниту еден елемент од нултата група не бил откриен. На многу елементи им биле доделени неточни атомски маси. Тој не ја предвидел ниту сложената природа на елементите. Во 1867 Димитри Менделеев ја образувал првата таблица на елементите. Тој бил подготвен за нови и сложени елементи, па ги прередил октавите на Њулен во поверојатен распоред. Тој дури ја сменил и атомската маса на некои познати елементи, за да може да се вклопат во неговата таблица. Таблицата му овозможила да ги предвиди својствата на елементите кои се уште не биле откриени. Со секој новооткриен елемент, Менделеевата таблица била менувана. Едно од празните места во таблицата на Менделеев било пополнето со алуминиумот. Менделеев ги предвидел својствата на овој мистериозен елемент и му определил атомска маса од 68. Во 1867 бил откриен недостасувачкиот елемент наречен галиум. Предвидените својства на Менделеев речиси совршено одговарале на својствата на галиумот, означувајќи пресвртна точка во историјата на хемијата. Иако неговата таблица била користена насекаде, се уште постоеле неколку проблеми со периодниот систем на Менделеев. Кога тој почнал да го црта периодниот систем, благородните гасови се уште не биле откриени. Кога бил откриен аргонот, тој не се вклопувал во таблицата на Менделеев. Тој бил ставен во нова група, нулта група. Во наредните неколку години биле откриени и нови членови од оваа група. Имало и други проблеми во подредувањето на атомската маса. Овие проблеми биле решени во современата верзија на периодниот систем која ја користиме и денес. Периодниот систем е одличен ресурс за разбирање на елементите и за се она од што сме направени ние и нашата околина. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.